Благодарам, потпредседателе, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност. Денес во Собранието на Република Македонија на дневен ред интерпелацијата на Талат Џафери. Функцијата председател на Собрание представува огромна чест и одговорност пред пратениците, пред Собранието како институција, но и пред целата македонска јавност. За извршување на оваа функција круцијален е интегритетот, познавањето на собранискиот деловник, познавањето на уставот, познавањето на законот за собрание, во што јас не се сомневам дека го познавате, но истите не ги почитувате. Исто така не го почитувате ниту етичкиот кодекс и сите други правни акти во Република Македонија. И вие како прв меѓу пратениците истите ги прекршувате. Не почитувате деловник, не почитувате устав, не почитувате кодекси, не ги почитувате вработените во јавната служба и тука се однесувате понекогаш како Собранието да е пазар. Јас знам дека пратениците од власта нема да гласат, посебно колегите од СДСМ, бидејќи без дуи се тие како невеста без младоженец. Односно без дуи тие нема да бидат власт, па ќе направат се за тој да остане на функцијата председател на Македонското собрание. Јавноста беше шокирана од навредите и пцостите кои председателот Талат Џафери ги упати кон собраниските служби. Луѓе кои честно си ја работат својата работа. И замислите, за тоа председателе не почувствувавте потреба ниту да им се извините. А вие па од СДСМ нисте чуле, нисте виделе такво нешто. Зборуваме за етика и морал, зборуваме за европски вредности, за прозападни вредности, за модерни политики, дури и дуи ја замислија како зелена партија. Ниту има етика, ниту има морал, нити па има европски вредности. Јас не знам за друг пример во европските земји каде што председател на собрание на овој начин ја злоупотребува функцијата. Покрај тоа што ги навредуваше вработените, неговото работење испреплетено со низа други скандали. Имено, покрај тоа што изврши најтешки повреди на Кодексот за етичко однесување на пратениците во Собранието на Република Македонија. Тој исто така не си ја врши работата и не разгледува барање за интерпелации поднесени за носители на јавни функции, а предложени од нас, од ВМРО-ДПМН. Зорната улога на Собранието во овој мандат е целосно засенета, кога председател е господинот Талат Џафери. Да подсетам на Комисијата за надворешна политика, каде што председател е од ВМРО-ДПМН. Не доаѓаат министри, не се врши надзорна улога, а во очи на оваа интерпелација денеска ни стига некакво конечно решение. И јас, председателе, очекувам да во наредните денови ние како пратеници дискутираме по тие предлози. За предлог кој што до вчера не постоеше, за денес да слушнеме дека има решение. Понатака, вашето однесување тука понекогаш наликува како да е на вашиот имот во вашето село Форино и не слушате ништо што ние кажуваме, нити Ајде да се воздржиме од навреди, ќе те мола. Во интерес на сите граѓани на Република Македонија. Не доставувате материјали пред нас пратениците на време, за многу работи дознаваме точно 5 до 12. Амандманите предложени од опозицијата се случувало да завршат во канта како тоалетна хартија, а не како важен амандман однесен од пратеник. И она што мене исто така ми падна во очи е она што го игнориравте македонскиот јазик кога бевте во Европскиот парламент. Да одиме понатаму. Имавте храброст да ги заклучите вратите во Собранието, да одземате право на збор, да одземате право на дискусија на пратеници. Како да се наоѓаме во некоја дивина, а не да се наоѓаме во некој парламент. Председателе, ние сме пратеници, ги представуваме граѓаните и тоа е голема одговорност. Тука се носат закони по која траекторија ќе се движи Република Македонија во иднина. Ова е законодавен дом и така треба да се однесуваме сите, па и вие. А бидејќи ги поминавте сите граници, навистина е време да си одите од таа позиција. А за сервилноста на пратениците од СДСМ не сакам ни да зборувам. Тие ќе премолчат се, бидејќи се тресат да ни им падне владата. Па ќе падне затоа што граѓаните го бараат тоа. Ќе падне затоа што Талат Џафери нема почит кон уставот, кон деловникот, кон законите во Република Македонија. Ќе падне поради тоа што пратениците на СДСМ и ДУИ тука се само гласачка машинерија. Ќе падне поради инфлацијата, поради растот на трошоците на живот, поради енормниот криминал и корупција, поради националните понижувања, поради неспособноста да се справите со кризите, поради грешките во образованието и поради неговите реформи. Собранието се претвори во пазар. Наместо политички аргументирани дискусии, имаме скандали, имаме инциденти по комисии, имаме кршење деловник, непочитување на основните начала врз кои се заснова демократијата.
На македонскиот народ му е преку глава од тоа што го гледа изминатиот период. На демократијата собранието стана циркус. Што мислат граѓаните за собранието, видете во анкетите на јавното мислење. Никогаш не била полоша оценката за собранието. Нели чувствуваат дека не гледаат со подсмев? Нели мислите дека ниедни пари и бизниси не се поважни од честа и достоинството? Се помалку граѓани излегуваат на избори поради тоа што не чувствуваат дека реално се застапени во институциите. Како да бидат застапени кога вие сакате да обстои овој хаос во кој го втурнавте собранието? Сите ние делиме дел од одговорноста, но вие како прв човек сте најповикан за работата на истото. Во оваа прилика би сакал да истакнем резултати од една анкета спроведена на 1000 млади од фондацијата Вестминстер во декември месец. Имено, над 60% од младите би се исцелиле на првата можност. Каков поразителен факт. Што мислат младите за собранието во истата анкета? Најлоша оценка од сите наведени институции. Впрочем, како добра оценка кога вие заедно со СДСМ сакате да го изолирате собранието од јавност, со цел полесно да ви поминуваат вашите криминални решенија. Откако почната активната блокада на ВМРО ДПМН, вниманието на јавноста се сврти, а на виделина исплива сета ваша нервоза, а тоа е поради вашето незнаење и некадарност да се справите со предизвиците на оваа држава. Дрскоста и самоволието на власта на ДУИ и СДСМ се гледа изминативе неколку дена, со кршење на сите деловнички процедури на Комисијата за законодавни правни прашања, на Комисијата за европски прашања. Ке направите се само за да донесете неколку законски решенија кои се во интерес на неколку луѓе. Пробувате да донесете законски решенија кои се претходно аминувани во еден ресторан во Источна Македонија и се борите само за своите интереси, а не за интересите на граѓаните на Република Македонија. Почитувани колеги, слушнав од вас од репликите дека сакате да свртите работата на етничка карта. Тука зборуваме за принципи, тука не зборуваме за етничка припадност. Македонија е на сите луѓе, не само на врхушката на ДУИ и СДСМ и на криминалците кои ги штитите. Македонија заслужува промени, демократија, заслужува излез од кризата, подобар животен стандард, инвестиции, стабилност, реформи, правна држава која ја урнисувате секој ден со вашето работење. И на се ова излезот се изборите. Падот на владата е почнат. Ке паднете и вие, председателот Талат Џафери, ке падне и Зоран Заев, ке падне и Таче, ке падне и Али Ахмети. Кога ќе дојдат избори, граѓаните ќе ви покажат што мислат за вас. Заврши вашето време, вашата диктатура, вашето самоволие, заврши вашата узурпација на институциите во Република Македонија. Понатака, се надевам како млад човек ќе ми објасните зошто никогаш, ама никогаш не сте отделиле време за младите вие како председател, зошто тука не се дискутира за тоа, а се дискутира за небитни прашања и повторно ќе напоменам за криминални закони и решенија кои што ги тангираат само одредена клика на власта, за кои што Заев и Али Ахмети ви дале насока дека треба да поминат. Денес излезе вест дека апелациониот суд го ослободил од притвор Мухамед Зекири. Па тоа не е за зачудување. Вие за тоа се брзавте да го донесете законот за работни односи, за вака да ви ги ослободуваат криминалците од власта. Заради тоа ги кршевте процедурите вчера и завчера, заради тоа го кршевте деловникот. За Рашковски да може да излезе, за Мухамед Зекири да може да излезе. Колешке, поменете, пријавете се за реплика, нема проблем, ќе ви одговорам на се. Ова е срам и дебакал. Цело јавно мислење, сите анкети на младите покажуваат зошто собранието има најниска доверба. А за тоа сте најодговорен вие, председателе. Ви благодарам.